Бракоразводните постапки, семејното насилство и питачењето на деца и млади се најчестите случаи во кои децата биле потенцијални жртви, пишува во извештајот за работата на првата детска амбасада во светот Меѓаши во 2016 година. Од 82 контакти кои биле остварени лани, постои сомнеж за можно прекршување на некој од правата на 111 деца. Децата се жртви при бракоразводните постапки и процедурите кои траат многу долго, не секогаш успешно во договарањето на двајцата партнери и поранешни брачни другари, со еден голем проблем дека кога партнерите се разведуваат, не можат да излезат од ситуацијата дека не престануваат нивните одговорности како родители. Најчести жртви на насилство или на прекршување на некое нивно право, без разлика на полот, се децата на училишна возраст. Тоа е мотив повеќе да подразмислиме за тоа во каква средина се наоѓаат тие деца, од страна на кого се прекршени нивните права, може да бидат од родителите, од луѓето со кои што секојдневно се сретнуваат. Тоа може да бидат стручната служба во школото, директорите, врсниците. Карактеристично за минатогодишниот извештај е малиот број на деца кои се јавиле на СОС телефонот за да се информираат или да пријават прекршување на нивните права. На СОС телефонот за деца и млади, кој функционира веќе 23 години и представува служба за директна помош и поддршка на деца, млади и родители, досега се регистрирани на 20.000 повици. Статистиката на Меѓаши покажува дека минатата година се забележани најмал број повици на СОС телефонот во последниве 10 години.